Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Инфлацијата се намалува, се стабилизираат ли економските текови? За сега не се планираат нови мерки. Цените се многу големи. Скапо, не скапо, мора да се јаде. Трагична сообраќајка кај Радишани. Загина 19 годишен мотоциклист. Возачот на мотоциклот починал на местото на настанот. Се уште нема обвинение. Ке излезе ли Груби од притвор? Ова кривично дело не е пред застарување. Неделава 7 нови случаи. Тројца пациенти со западен нил во критична состојба. Имаме 16 хоспитализирани пациенти. Се помалку деца, а утре се помалку работници. Како државата да ја сопре алармантната статистика? Бројот на живородени деца со години наназад е повисок на живородени деца во однос на упис во прво одделение. Колкава е куповната моќ? За дел од граѓаните цените се високи. Сепак инфлацијата во јули според статистика забавила на 2,3%. Сандра Спасовска. Инфлацијата продолжува да стивнува. Во јули измерен е просечен раст на трошоците за живот од 2,3% во однос на истиот месец лани, што представува најниско ниво од почетокот на годинава. Кај индексот на цени на мало пак е забележано зголемување од 1,8%. Споредбено со претходниот месец инфлацијата во јули е 0,1%, а според статистичарите растот на трошоците на живот на месечно ниво главно се должи на повисоките цени за транспорт и тоа за 4,4%, зголемени трошоци за рекреација, спорт и култура за 2,6%, домување 0,9%, ресторани, сместување, образование, алкохолни пијалаци. Граѓаните кои ги анкетиравме велат клучот лежи во домашното производство. Со сегашните примања и според нив високите цени тешко се преживува. Инаку на пазарите кило домати се продава по цени од 50 до 90 денари. Околу 70 денари се кило пиперки и грозје. Лубеница може да се најде и за 10 денари килограм. Пензионерите ние по 21.000, по 20.000 пензија. Ако нема со нас некој да ни помогне, цените се многу големи. Скапо, не скапо, мора да се јаде. Инвестиција во земјоделието. Министерството за земјоделие треба да биде број 1. Од Министерството за економија велат, податоците на статистика покажаа дека ценовните движења остануваат стабилни без значителни шокови на пазарот. Во моментов нема основ, но доколку состојбата се промени има неоправдани ценовни скокови, како влада соодветно ќе реагираат. А на социјалните мрежи се огласи министерката за финансии. Кочовска вели, денешните бројки се само уште една потврда за добрите економски политики на владата. Покрај намалувањето на инфлацијата, раст бележат и извозот, индустриското производство и вработеноста, што укажува дека економските политики даваат резултати. Тоа се потврдува и со растот на даночните приходи во буџетот заклучно со 31 јули. Та реагира и денеска од опозицијската СДСМ. Според партијата, секој пат кога владата ќе кажела дека цените се намалуваат, граѓаните плаќале повеќе. Минатиот месец намалување имаше кај минималната синдикална кошничка, која ја пресметува ССМ. Според пресметките на синдикатот, во јули за 108 денари беше забележано намалување во делот на храната и околу 50 денари поевтинал транспортот. Иако анализите покажуваат подобрување, за сега се уште водата во Гостивар не е за пиење. Конечната одлука треба да ја соопшти Агенцијата за храна. Деталите од Маја Стојановска. Иако анализите покажуваат подобрување, се уште е неизвестно кога водата во Гостивар повторно ќе биде безбедна за пиење. Како што објаснуваат од локалниот кризен штаб, на секои 12 часа се земаат 7 различни мостри од повеќе локации низ градот, кои се испитуваат во 3 лаборатории. Предизвик останува и високото ниво на хлор по хиперхлорирањето, кое постепено се намалува за да ги достигне дозволените вредности. За водата повторно да биде прогласена за исправна, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов потсетува дека потребни се 3 последователни анализи со уредни резултати, а конечната одлука, вели, треба да ја соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Состојбата се подобрува, но водата се уште не е погодна за пиење и за готвење.
Секојдневно се вршат анализи, се земаат примероци и се вршат анализи. Врз основа на тие анализи се носат одлуките. Крајната одлука дали водата е погодна за пиење, односно тргање на забраната, треба да ја направи Агенцијата за храна и ветеринарство, која што впрочем и ја изрече самата забрана. Детали од последните резултати за сега не објавуваат од институциите вклучени во контролите. Агенцијата за храна и ветеринарство, Институтот за јавно здравје и јавното предпријатие Водовод, Министерот за здравство Сашо Клековски претходно најави дека целосната анализа за состојбата со водата во Гостивар се очекува да биде објавена околу 20 август. Во меѓувреме продолжуваат и политичките обвинувања на темата. Од СДСМ велат дека институциите задоцниле со реакцијата и бараат одговорност и јавно објавување на резултатите од анализите. Ова веќе не е само криза, ова е здравствена катастрофа. Тотален хаос и распад на институциите и одговорност мора да има. Доста молчи јавното обвинителство. Мора да реагира веднаш. Мицковски, Клековски, Тошковски и сите инволвирани мора да одговараат. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека опозицијата се обидува политички да профитира од случајот и бараат одговори. Зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода за пиење во минатото? Загадувањето на водата во Гостивар во моментов го истражува јавното обвинителство. Одреден е притвор за директорката на Комуналец и двајца раководители, а обвинителството ги сомничи дека сториле тешки дела против животната средина и природата, кога поставиле пумпи во надворешен канал, кој внесувале вода во градската мрежа. Освен обвинителството, предмет по сопствена иницијатива отвори и Народниот правобранител. Вкупно 16 лица се хоспитализирани неинфективна со симптоми на западно-нилска треска, односно со воспаление на мозокот. Тројца се во критична состојба. Лекарите алармираат дека во ризик се и децата. Потребни се мерки на заштита. Сања Трајковска-Ставров за ова. Најголем број од пациентите кои со воспаление на мозокот беа примени на инфективната клиника во текот на минатата недела сега и официјално се потврдени на Западен Нил, што значи дека вирусот го добиле по убод од комарец и развиле тешка форма на болест. Директорот на клиниката, инфектологот доктор Фадил Цана, вели дека во моментот се хоспитализирани вкупно 16 пациенти кои клинички имаат невроинвазивна форма на инфекцијата Западен Нил. Сите се над 60 годишна возраст со живеалиште во Скопје и имаат и други хронични состојби. Доктор Цана потврдува дека за жал нема подобрување кај тројцата пациенти кои беа ставени на респиратор. Се потврдија и уште 5 пациенти лабораториски дека имаат невроинвазивна форма на инфекција со вирусот Западен Нил. Тоа се истите пациенти кои досега беа хоспитализирани и се водеа како клиничко суспектни. Во меѓувреме, нели, по дополнителните лабораториски исследувања добивме конечна потврда за присуство на вирусот Западен Нил во ликвор. Така што со се тие се 15, инаку имаме 16 хоспитализирани пациенти. Поради локалното присуство на вирусот, алармирани се и матичните лекари, кои апелираат при појава на симптоми како што се висока температура, треска, зашеметеност и конфузност, веднаш да се јават на лекар. Иако само мал процент може да имаат тешка форма на болеста, не се исклучува можноста таа да се јави и кај деца. Затоа педиатрите советуваат дека најмалите треба највеќе да бидат заштитени. Кај децата кај кои што ние ќе видиме неколку дневна покачена висока температура, дете што е малаксано, дете што повраќа, нема апетит, неволно. Родителите сами велат дека нешто сериозно се случува. Пожелно е да се обратат за помош кај матичен лекар. Сериозно затоа што кај децата може да направи тешка клиничка слика на еден менингитис. Знаеме колку е сериозно заболување. Менингитисот ќе си го третираат колегите, меѓутоа може да дојде до ситуација на еден енцефалит, на еден паненцефалит, што во глобала сватете дека е многу тешко сериозно заболување.
Вирусот Западен Нил не го пренесува само тигрестиот комарец. Во Македонија главен преносител е обичниот домашниот комарец, кој се заразува од инфекцирани диви птици, а потоа со убод може да го пренесе вирусот на човек. Затоа препораките се освен да се користат спрееви или лосиони за заштита од убоди, да не се чува застоена вода во дворовите, а да се носи облека со долги ракави и да се користат мрежи за заштита во количките за најмалите. Ударот фатален, глетката страутна. Од силината на ударот на лице место кај Радишани почина 19 годишен мотоциклист. Повреден е и возачот на автомобилот со италијански регистарски таблички. За овој случај Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Силниот звук од удар на улицата Радишанска во скопската населба Радишани. На улица ги извадил жителите од улицата на самото место на сообраќајната несреќа, каде веднаш загинал 19-годишниот НМ од скопското село Побожје, кој управувал со моторот, а имал сообраќајна незгода со возило Алфа Ромео со италијански регистарски таблици, управуван од 46-годишниот СБ. Целата улица беше блокирана, а граѓаните во шок раскажуваа дека ударот бил силен, а момчето потоа немало никакви знаци на живот. Од она што може да се види на терен е дека моторот е целосно уништен и само останато е задното тркало. Исто така и возилото Алфа Ромео е уништено во предниот дел на возилото. Истрагата треба да покаже како настанала несреќата и автомобилот е со големи оштетувања од левата страна на возилото, каде што бил ударот. Возачот со повреди бил пренесен на болничко лекување. Се е случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Алфа Ромео со италијански регистарски ознаки, управувано од 46 годишниот СБ и мотоцикл без регистарски ознаки, управуван од 19 годишниот НМ од Скопско, при што возачот на мотоциклот починал на местото на настанот. По завршување на истрагата ќе се знаат причините и околностите за сообраќајната незгода. Момче од Македонија паднало од тобоган на летување во Бодрум и се здобило со скршеница на вратен пршлен. Утре ќе биде транспортирано од Турција во Македонија со владиниот авион, потврди од службата за општи и заеднички работи. Лицето било хоспитализирано во Турција. Поради сериозноста на повредата не може да биде транспортирано со редовен комерцијален лет, ниту со возило. Денеска се вршат последните подготовки за летот, откако родителите на момчето побарале помош од македонските институции за негово безбедно враќање во земјава. Во владиниот авион ќе има и медицински тим кој ќе следи состојбата на повредениот. Се уште нема обвинение. Ќе излезе ли Груби од притвор? Ова кривично дело не е пред застарување. Од СДСМ бараат веднаш да бидат идентификувани сите учесници во нападот врз нивните активисти во Ново село. Власта тврди дека станува збор за осудени насилници, пратени да предизвикаат инцидент. Андријана Лазова-Божиновска за ова. Што се случувало во Ново село пред 2 дена при посетата на премиерот Мицкоски? Од СДСМ и денеска бараат одговори од институциите со тврдење дека нивни млади активисти биле нападнати, наводно со цел да се замолчат бидејќи носеле транспарент дека нема одговорност за случувањата во Гостивар. Вела дека напаѓачите биле поврзани со владеачката партија, а меѓу нив бил и возач на градоначалник. Бараме од Министерството за внатрешни работи и обвинителството веднаш, не утре, не за една недела, веднаш да ги идентификува сите учесници во нападот и да ги приведе. Да се утврди кој го дал налогот за нападот врз младите. Затоа што ова не беше спонтано, ова беше организирано. Од ВМРО ДПМН реагираа дека СДСМ таму пратила осудени насилници за да создадат инциденти додека се одржува настанот. На пресконференција прикажаа видеа и документи од кривични пријави од претходни настани, каде што според нив учествувале токму лицата кои вчера стоеа до Филипче на пресконференцијата во Ново село.
Децата на Филипче, кои ги представува како деца на Македонија во Новосело, се лица кои се правосилно осудени на условни казни затвор за насилство и за кривично дело поседување на дрога и наркотични средства по член 215 од Кривичниот законник. Вистината е дека Венко Филипче, со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги, сакаше да предизвика инцидент во Новосело за да настрадаат недолжни луѓе и граѓани. Исто како што пушташе насилници и провокатори во ташмаруништа. Од МВР за Канал 5 вела дека за овој настан до нив воопшто нема пристигнато пријава ниту од партијата, ниту од засегнатите. Освен за Новосело, партиите претходно се обвинуваа и за случај во ташмаруништа за време на чествувањето на Илинден, кога возрасен маж ја навредувал делегацијата предводена од премиерот. За тамошниот настан имаше институционална разврска. Поднесена е кривична пријава против 52 годишно лице од Струга за кривично дело насилство. И доколку до 22 август обвинителството не покрене обвинение, а поранишниот вице-премиер Артан Груби излезе од куќен притвор, истрагата не запира, тврдат од обвинителството. Груби веќе бил повикан во обвинителството. Исказот траел 7 часа. Со деталите Дејан Сарбиновски. Шестиот и последен месец за истрага против поранешниот вице-премиер Артан Груби од ДУИ истекува на 22 август, кога тој може да биде пуштен и од куќен притвор, доколку обвинителот не поднесе обвинение против него. Од обвинителство за Канал 5 вела дека постапката се уште е во тек и дека обвинителот кој го води предметот постапува во рамките на законските рокови. Оттаму појаснуваат дека рокот што се однесува на мерката притвор не треба да се поистоветува со роковите за водење на истрагата. Јавниот обвинител постапува имајќи ги предвид законските рокови и определени мерки за обезбедување. По донесување јавно обвинителска одлука, јавноста ќе биде известена, велат од обвинителството. И додека од обвинителството официјално не откриваат дали го повикале Груби на распит и дали ќе му се продолжи мерката домашен притвор, извори за Канал 5 вела дека поранешниот вице-премиер веќе бил повикан на разговор во обвинителството, кој траел 7 часа, и дека дополнително во деновите што следат ќе биде повикан уште еднаш во врска со исказот во обвинителство. Екс-обвинителот Љупчо Коцевски пред речиси 9 месеци на 24 ноември минатата година изјави дека се обезбедени доказите потребни за кривично гонење на Груби и дека практично се чека тој да биде самодостапен. 6 месеци притвор, без одлука за обвинение, укажува дека обвинителството недоволно ажурно се врши работата, вели адвокатот Звонко Давидовиќ. Инаку не пропаѓа предметот. Ако постои кривично дело и ако се обезбедени докази, дури покасно да бидат обезбедени, ова кривично дело не е пред застарување, така да отпаѓа тој миг во однос на куќниот притвор и притворот, но во мигов, ако не се подигне обвинение. Но по подигање на обвинение, обвинителството повторно може да предложи и судот да определи мерка притвор. Груби е второосомничен во случајот со државна лотарија. Тој напушти земјата пред обвинителството официјално да отвори истрага, а успее да излезе од државата и да влезе во Косово и покрај тоа што беше на така наречена стоп листа. Тој по повеќе од една година во бегство на 23 февруари годинава се појави на граничниот премин Блаце, каде што беше приведен на издржување на мерката притвор што претходно му беше определена. Сепак во шутка се задржа само неколку часа. Покрај Груби, првоосомничен во случајот и Праприм Бајрами, председател на управниот одбор и генерален директор на државната лотарија, кој понатаму во бегство и е натаму недостапен органите на прогонот. Жалбата на обвинителството на ослободителната пресуда за Груевски за Талир 2 стигнала во апелација. Од Кривичниот суд велат дека списите за предметот вчера се доставени до апелацијскиот суд. Пресудата на 31 јули била доставена до сите странки, а на 5 август обвинителството ја обжалило. По приемот на жалбата од страна на сите странки, предметот е доставен до апелацијскиот суд Скопје за понатамошно постапување, велат од Кривичниот суд. Сепак случајот против Груевски за обвинителството е веќе изгубен затоа што за 3 недели застарува. Евентуално можно е да предизвика евентуална промена околу конфискацијата на партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ вредна 14 милиони евра и останатиот имот од 2 милиона кој беше замрзнат со предметот. Уставниот суд за прв пат пријави судија за непочитување на судска одлука. Во конкретниот случај за прв пат е активиран механизмот за заштита на сопствените одлуки.
Деталите за ова од Афродита Рамос. Уставниот суд за прв пат го активираше новиот механизам за заштита на сопствените одлуки, откако судија во Основниот граѓански суд Скопје не ја извршил нивната одлука за повторување на постапката за предметот на новинарката Наташа Стојановска. Судијата, повикувајќи се на Законот за парнична постапка, навел дека одлука на Уставниот суд не може да биде основ за повторување на постапката како нов факт или доказ. Додека пак председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски за Канал 5 вели дека според уставно утврдените правни карактеристики одлуките на Уставниот суд имаат дејство на конечност, извршност и општа задолжителност и не се предмет на интерпретација. Станува збор за историска одлука на Уставниот суд и прва од ваков вид во 63 години уставно судство во Македонија. Целта и смислата на овој механизам и на одлуката на Уставниот суд во конкретниот случај е да покаже одлучност дека се грижи за извршување на своите одлуки и да испрати порака до сите субјекти дека неговите одлуки мора да се почитуваат и извршуваат и дека во тоа се состои суштината на уставното судство. Доколку било кој не ги почитува и не ги извршува одлуките на Уставниот суд, но и доколку тоа се игнорира и не се утврдува од самиот Уставен суд или од било кој друг истражен орган, се губи смислата на постоење на уставното судство. Сметам дека конкретната одлука води кон поголема уставна дисциплина. Костадиновски дополнува дека согласно новиот механизам воведен пред 2 години, сега Уставниот суд ќе подготви извештај за судијата кој не ја извршил нивната одлука и за истото веќе го известил јавниот обвинител и судскиот совет. Предметот по кој Уставниот суд одлучуваше и утврди повреда на слободата на јавно изразување на новинарката Наташа Стојановска, сторена со една пресуда од Основниот граѓански суд и уште една од апелација, се однесува на настаните во собранието од 27 април, каде таа, присутна како акредитиран новинар, била изложена на закани без при тоа да ја обезбедена соодветна заштита. Адвокатот на Стојановска, Филип Медарски, ја оценува оваа одлука на Уставниот суд како исклучително важна. За разлика од претходниот деловник, кој упатуваше исклучиво на следење и извршување на одлуките, со новиот акт Уставниот суд добива проактивна улога и има можност формално да реагира доколку неговата одлука не е извршена. Со ова се зајакнува нивната позиција во однос на непосредната уставно-судска заштита на правата од член 110 алинеја 3 од Уставот. Од Уставниот суд напоменуваат дека конечноста и извршноста на нивните одлуки се заштитени и со кривично правни санкции во случај кога не се извршуваат. Сепак, последниот збор за тоа дали судијата од Основниот граѓански суд ќе добие евентуална санкција го имаат судскиот совет и јавното обвинителство. Годинава околу 15.000 првачиња ќе седнат во училишните клупи. Бројките алармираат, но има ли решение на повидок? Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бројот на првачиња секоја година е се помал, покажува статистиката. Алармот во јавност го вклучи министерката Весна Јаневска, која очекува оваа година бројот на првачиња да се намали на под 15.000, што ќе биде рекорден пат во една година. Според податоците од Државниот завод за статистика, во изминатите 7 години бројот на првачиња е намален за 4200 деца. Во учебната 2018-2019 биле запишани над 22.100 првачиња, а во 2023-2024 година биле запишани 19.848 првачиња, додека минатата 2025-2026 година се запишале 17.921 првача. Досегашниот број на запишани првачиња е за речиси 5.000 помал од минатата година, но очекувањата се дека до почетокот на учебната година ќе се запишат уште ученици. Според поранишниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски, оваа состојба е последица на намалениот број на живородени деца. Од 2019 година е познато во државата дека е започнат процесот на негативен природен прирост на ниво на држава како појава и тоа е присутно во изминатиот период на овие години. А во меѓувреме да спомнам и тоа дека овој процес негде околу 2000 година започна негде во 35-40% од општините во нашата земја, а сега веќе тој број во општините негде околу 75% имаат негативен природен прирост.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во Берово бројот на првачиња за 7 години е преполовен, додека во општина Ново село бројот на првачиња за исто 7 години се намалил за 3,5 пати, од 61 во 2018 на 17 во 2025 година. И во големите градови се забележува пат на бројот на првачиња во просек од 20%. Па така во Скопје за 7 години бројот е намален за 726, во Куманово за 283, а во Тетово за 155 првачиња. Ваквата слика, според Герасимовски, е резултат на трендот на иселување на младото, работоспособно население во репродуктивни години. Тој нагласува дека за сметка на овој негативен тренд се зголемува бројот на родени деца во другите држави. Бројот на живородени деца со години наназад е повисок на живородени деца во однос на упис во прво деление. Тоа значи, од тие живородени деца веќе се отсутни од земјата. Од друга страна, додека бројот на ученици се намалува, бројот на наставници расте. Например, во учебната 2023-24 имало 955 редовни основни училишта и 18.831 наставник, а во следната година имало 12 училишта помалку, односно 943 и зголемен број на наставници 19.447. Во 2025-26 година бројката на редовни училишта била намалена за уште 16 и ги имало 927, а бројот на наставници пораснал до 19.461. Сепак министерката Јаневска во повеќе наврати потенцира дека не се планира отпуштања, туку се работи на преквалификација на дел од кадарот. За минато годишното убиство, апелација ја зголеми казната на кавадарчанецот што ја усмрти вонбрачната партнерка. За експертите, превентивата е клучна за превенирање на фаталните случаи со семејно насилство, но дали системот не треба да се позанимава и со менталното здравје на насилниците? Апелациониот суд во Скопје ја зголеми затворската казна од 16 на 20 години за 44 годишниот Илија Панов, кој беше прогласен за виновен за убиство на вонбрачната партнерка 52 годишната Сузана Серенакова, извршено во јануари 2025 година во Кавадарци. Обвинетиот не го признал делото, негирајќи дека не бил кај жртвата дома, но ДНК анализата покажала дека траги од него биле пронајдени на облеката и под ноктите на жртвата, зашто биле клучни во истрагата. Семејното насилство во порас од периодот од 2018 до 2025 година извршени се 42 убиства, 24 обиди и 192 тешки повреди, а имало скоро 45.000 пријави за семејно насилство. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска објаснува дека високите затворски казни се во ред, но самата казна не ја менува мотивацијата кај насилникот и неговата внатрешна намера. Го менува само однесувањето да ја избегне казната. Кај нас, например, во системот би требало повеќе да се посвети внимание на тоа, значи казнениот систем е добар, еве имаме закони, се обидуваме да ги задржиме тие закони, но што после? Што после со сторителите? Еве на тие што е извршено насилство, ќе пробаме секако да им помогнеме, или да го преживеат тоа насилство што го истрпеле децата, брачниот партнер, да им се помогне да продолжат со животот. А што со насилникот? Да, ќе остане во затвор 20 години, окей. Што е намерата со тие 20 години? Да го отстраниме, да не го прави повторно делото? Да. Но казната секогаш носи, нели, не е само отстранување, него и донесува нешто, треба да го научи сторителот. Така да мислам дека би требало тоа да се развие еден посебен систем на работа со луѓето кои вршат семејно насилство. Со новите измени во Законот за спречување и заштита од семејно насилство се предложува полицајците да имаат ново овластување, со кое полицајецот врз основа на процена на ризик ќе може веднаш да изрече мерка за заштита на жртвата, насилникот да се отстрани од домот без согласност на жртвата и да трае до 48 часа, со што судот може да ја продолжи до 30 дена
или да ја укине. Останете во продолжение, гледајте го новото издание на Вести Плюс. Гостин Јован Ѓорговски е директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.